На патниот правец кон Пониква викендов се возеше ритско-бразинската трка во рамки на државниот шампионат во автомобилизам. На патеката долга 6,5 километри во сите 4 класи учествуваат 25 возачи од Македонија, како и гости од Бугарија, а трката ја завршија 18 возила. Организатор на надпреварот беше авто и картинг клубот Custom Car Racing Team од Скопје, а во соработка со Сдруженијето на возачи и компанијата Руен Инокс автомобили од Кочани под покровителство на општина Кочани. Благодарност до организаторот кој што успеа оваа трка да ја стави во календарот на надпреварување, што директно допринесува за промоцијата на овој спорт и во овој регион. Исто така, ова е огромен допринос за промоција на Пониква како спортска и туристичка дестинација, што навистина е многу значајно за жителите на целиот овој регион. Подготвеноста на патеката беше на високо ниво, а во најниската класа А1150, во која имаше и најголема конкуренција, најбрз беше Ѓорги Наков од автоклубот ПСС Racing Team од Скопје, пред Александар Ѓоргиевски од автоклубот Стефановски Racing Team и Александар Стојанов од автоклубот Pulstars. Во класата N1400 имаше само двајца надпреварувачи, а трката успешно ја заврши Тоше Темелковски од автоклубот Скопје. Кај возачите од класата E1600 победи Филип Василевски од автоклубот Custom Car Racing Team. Зад него се најдоа возачите на автоклубот Скопје Дејан Стојанов и Златко Трајановски. Во најсилната класа E1-2000 првото место му припадна на Димитри Кимовски од автоклубот Перформанс. Зад него се најдоа Давид Малинковски од автоклубот Custom Car Racing Team и Даниел Блажевски од ПСС Racing Team. Во екипна конкуренција најмногу поени освоија возачите на автоклубот Custom Car Racing Team пред ПСС Racing Team и автоклубот Скопје. На прогласувањето на најдобрите награди им беа доделени и на гостите од Бугарија Дијана Стојанова, која возеше во класата E1-2000 и на Јасен Николов во класата E1-1600. Признание му беше доделено и на дебитантот од Кочани Дејан Манасиев. Организаторите искажаа благодарност за сите кои помогнаа трката да се одржи, при што беше нагласено дека се очекува за прв пат годинава по неколкугодишна пауза државниот шампионат во автомобилизам успешно да се реализира. До крајот на сезоната преостануваат уште кружната трка во Кичево, како и ритско-бразинскиот надпревар на Витачево кај Кавадарци.